уште една последна тема во утринската програма, која што сум сигурна дека ќе го задржи вниманието, особено на оние кои што ги сакаат илустрациите. Откуп на професионални илустрации ќе врши Меѓународниот фестивал за литература и илустрација за деца Литера во рамки на конкурсот за авторски илустрации на тема Свет со љубов. Детали за истиот, но и за фестивалот кој што го очекуваме во мај. Дознаваме од нашите соговорници. Велам добро утро за Сребра Георгиевска, која што е дел од организацијата на фестивалот, заедно со неа Кристијан Јовановски, графички дизајнер. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Споменавме фестивалот, го очекуваме во мај, ќе зборуваме нешто подоцна за него. Ајде на самиот почеток, онака како што ги заинтригиравме впрочем во најавата и нашите гледачи. Конкурс за кого е отворен, за кого е наменет, кој може да се пријави, кои се условите? Фестивалот Литера оваа година отвара јавен повик до сите професионални илустратори во Македонија да учествуваат на ликовна изложба, односно изложба на илустрации во Музеот на современа уметност во Скопје. Целта на овој конкурс е да учествуваат млади, но секако и етаблирани автори. За младите ќе има можност и прилика да се представат, да го представат својот труд во областа на илустрацијата, која што особено е наменета за деца, односно и литературата за деца. Потоа целта на оваа изложба е да отпатува малку и надвор од границите на нашата држава. До кога е отворен конкурсот? Има ли интерес во моментов за него? Во моментов има интерес, баш ми изненадени бидејќи не е толку досега не се споменува толку јавно илустрацијата, ниту пак имало многу интерес во поглед на учество на некакви фестивали. Но оваа година веќе веројатно по нашето минато годишно учество во Хрватска и интересот е зголемен. Фокусот го ставаме на илустрацијата за деца. Тука треба да бидеме попрецизни за сите оние кои што сакаат да аплицираат. Да, фокусот е... Тоа е рамката. Наменета за професионалци, затоа што некогаш се јавноста знае да се збуни дали деца да праќаат нивни илустрации. Таа е таа дистинкција, нели, илустрација за деца и детска илустрација. Значи ова е се професионални дела, сето она што го гледаме на сликовниците, на книгите за деца, кои што го работат професионалци, уметници, графички дизајнери и слични. Информација која што исто така сакам да ја споделам со нашите гледачи е дека по конкурсот, ќе ме коригирате вие ако нешто погрешам, од пријавените уметници ќе бидат избрани 5 илустратори, секој од 5 теми на фестивалот ќе му откупи по едно дело и нивните илустрации ќе бидат дел од неколку изложби, што значи дека приказната нема да заврши само со конкурсот. Токму така. По селекцијата на одредени илустратори кои што ќе аплицираат, освен што ќе биде изложено, ќе може да аплицираат минимум 2 илустрации до 5 илустрации секој од авторите, а потоа ќе има откуп на по една илустрација од секој автор и потоа по изложбата во Музеот на современа уметност, некаде од прилика втората половина на 2023 изложбата ќе отпатува во Загреб. Сребро, ќе ве замолам да ми ја дадете книгата, бидејќи следното прашање е тесно поврзано со она што сакам да го прашам Кристијан. Колку е важна, вие сте графички дизајнер, следствено на тоа, колку е важна илустрацијата во една книга? Илустрацијата, особено за одредена возраст, например кај децата, е многу важна да ги отсликува, да им помага во напишаната содржина во одредена книга, а при тоа илустрацијата го збогатува целата таа содржина во книгата и отвора можности да децата ликовно да се описменат и со тоа исто и визуелно повеќе да го побогато да го восприемаат и реалниот свет. А каков е вашиот впечаток? Се внимавали во книгите, во сликовниците на илустрацијата? За голема радост во последно време, издавачките кои многу се посветени во изнаоѓање начин на како тоа да се имплементира современата илустрација во литературата за деца и на голема радост и на илустраторите. Сега имаме и голема слобода исто така да секој автор да може еден свој автентичен ликовен јазик да го изрази во одредено дело. Коригирајте ме ако грешам, со добрите илустрации, со добриот дизајн на книгата, со добрата содржина, некако го остриме и окото на детето. И од секое следно издание тие очекуваат повеќе и повеќе.
Факт е дека и ние возрастните и децата живееме во време на слики, на видео, на визуелната, обкружени сме со визуализацијата и едноставно денес ризикувате доколку пласирате производ или дело кое што е со сомнителен квалитет. Затоа што веќе од многу од мали нозе, веќе секој разликува што е добро, што е лошо. Имаме едноставно многу избор и затоа е посебно на темата деца и детска публика треба многу да се внимава како им пристапуваме. Ке се согласам со Кристијан дека последниве неколку години на голема радост и тоа е една од мисиите и на Литера и затоа ние не само како ние имаме нешто скромно издаваштво како 2-3 изданија на сликовници и книги за деца, меѓутоа ние ја поддржуваме издавачката дејност преку нашите програми, преку нашите тркалезни маси, дебати што ги организираме за време на фестивалот, а и во текот на цела година. Ние едноставно ги отвораме овие теми кои што се многу важни, да ги слушнеме ставовите на илустраторите со какви предизвици тие се соочуваат, да ги слушнеме затоа што мислиме дека сите имаат само, никогаш проблемот не е од една страна, со какви предизвици се соочуваат издавачките куки, како нашите книги, нашите изданија да ги преминат границите на Македонија и како и ние да бидеме конкурентни надвор. Овие работи што ги спомнав ќе бидат и дел од програмата на Литера годинава. И за тоа сакам да проговориме 23 и 27 мај датумот оваа година. Што ќе понуди Литера оваа година? Годинава одбележуваме, ќе биде нашето 5-то издание и се враќаме во просторот на Музејот на современата уметност, каде што започна фестивалот пред 5 години. Ние како фестивал сакаме да експериментираме, сакаме да видиме каде ни е најдобро со публиката, каде најприродно нештото функционира. Литера ќе понуди годинава богата програма. Пред се ќе имаме гостување на тројца врвни хрватски илустратори и уметници. Сега нема да ги откријам нивните имиња, кои што, освен тоа што ќе се представат со нивни дела, со нивни илустрации, работат сликовници, книги за деца, нивното присуство ќе го искористиме од нив да научиме нешто повеќе, ќе организираме неколку мастер-класи и работилници, затоа што сакаме Литера, ние така си го кажуваме меѓу нас интерно, Литера е мисија, тоа ни е мото. Не е поентата само да биде фестивал 4-5 дена да заврши и толку, туку ние сакаме студентите, младите кои што се интересираат за оваа област, конкретно за илустрацијата, да имаат можност од луѓе со веќе докажани, со искуство, да научат нешто во тие денови. И не само тие денови, туку да ја проложат таа комуникација и во иднина, затоа што денес комуникацијата све е глобално, мислам, не треба да се ограничуваме само на Македонија. Значи, ќе ги споменам мастер-класите, ќе ги споменам изложбите, ќе имаме работилници со така за деца, тие ни се едни од најомилениот дел на фестивалот, затоа што најмалата публика ни е многу важна. Тоа е тоа што го зборуваме, дека една од мисиите наши како фестивал е да ги учиме децата како да го разликуваат убавото од помалку убавото и да градат една визуелна култура. Така што овде ќе ни се приклучат и неколку наши писателки, но и ликовни уметници, затоа што сепак фестивалот е и за илустрација и за литература. Ги имаме ли доволно домашните писатели? Каква домашна литература го гради вкусот на децата за читање? И на ова поле имаме убаво придвижување во последните 10 години, би рекла. Се повеќе се внимава што се издава, како тоа изгледа, како се доближува до публиката. Во однос на овој сегмент сакам да посочам дека и ние како фестивал имаме убава соработка со МАИ, со Македонската асоциација на издавачи и со сите, значи ние сме отворени буквално за секој издавач кој што се занимава со оваа проблематика. И во рамките на програмата на фестивалот ќе имаме секој ден промоции на нови изданија. Сега, поради короната и оној некоја дупка што се создаде, многу малку книги беа издавани во последните 2 години. Така што отворештвото од 2021-2022
ова е на некој начин и повик до секој кој што има издадено некаква сликовница, книга за деца, која што смета дека сака да ја промовира за време на фестивалот, слободно да ни се обратат на нашите начини на комуникација, Литера на Facebook, Литера фестивал на Gmail како контакт. Тие промоции се бесплатни, значи тоа е наш придонес за поддршката на македонското творештво. Кристијан, коригирајте ме ако грешам, за содржината секогаш одлучуваме секундарно. Прво окото гледа и восприема. Ако му се допадне на окото тоа што ќе го види, тоа го купува. Предпоставувам дека и кај децата е исто. Како реагираат на илустрациите? Илустрациите, децата знаат да бидат многу критички настроени кон илустрациите и се доста селективни. Најчесто реагираат најубаво на по-богатите ликовни содржини кои што се во книгата, секако. И оние кои што имаат повеќе фантазмагорични елементи во самата, бидејќи сакаат едноставно да отпатуваат некако во некои нови води и нови сознанија за нови содржини, така што навистина прекрасно е, мислам, прифатена илустрацијата од страна на децата. Велите, целта на фестивалот низ годиниве е да ја популаризираме квалитетната детска литература и со тоа да го градиме вкусот на децата. Каков е впечатокот? Успева ли Литера? Мислам дека од година во година правиме, можеби навидум тоа изгледа мали, меѓутоа тоа се големи чекори за нас, за македонската литература и илустрација, затоа што секогаш е добро кога некој се занимава со одредена област специјализирано. Ние, сепак илустрацијата, ви Кристијан може и повеќе да каже, многу малку се зборува на оваа тема. Но е многу важна алка во целата приказна. И сваќаме дека многу луѓе имаат и предрасуди што е тоа, кој може со тоа да се занимава. И те факт е дека илустрација не се изучува никако насока на факултет, значи сето тоа е се уште во еден многу голем зародиш, а многу важно. Ние сме свесни дека ќе бидам можеби нескромна, меѓутоа сметам дека како Литера успеваме не само да влијаеме позитивно, да речеме, со оглед на тоа дека публиката не прашува кој период ќе биде. Родителите не прашуваат како може моето дете да учествува на работилница. Издавачите соработуваат со нас, ни предлагаат нивни изданија за промоција и слично. Значи има едно природно движење, а во меѓувреме ние и како концепт не сакаме да се задржиме само на Скопје и на главниот град. Тоа го направивме и минатите неколку години преку патувачки каравани низ неколку градови и села низ Македонија, затоа што овие теми треба да допрати, ова е многу благородна мисија, да допре до што повеќе деца, до што повеќе поголема публика. Ако на нешто се радував како дете, тоа е миризбата на тазе мелено кафе и штуцуку купена книга. И сега вака листајќи ја, повторно ми допира оној мирис кој што го сакам најмногу на свет. Имаме минута, две да го споменеме и тинеџерски роман, читам. Да, сакав да искористам оваа прилика, значи како дел од Сдруженијето и медиумот Умно МК, ние сме Сдружение за промоција и унапредување на културата, образованието и науката. Неодамна ја издадовме книгата Француски камп, која што не е наменета за деца, меѓутоа е роман за млади, кој што излезе како благодарение на проектот на Гете институтот РИТ, во кој се поврзуваат неколку балкански земји, 5 земји, за меѓусебна културна соработка. Сакав ова само да посочам дека книгата веќе стигна низ цела Македонија, ја подаруваме кај средношколци, во повеќе гимназии, во нивните библиотеки и на овој начин ние пак како Угно и со мора да се согласиме, веќе им сами реакциите ни се такви, посебно корицата и самата содржина на книгата е многу приемчива и веќе имаме многу убав, затоа што и ова е дел од публика кој што е многу малку застапен кај нас. Колку е важен првиот поглед, за тоа зборував. Ако ве привлече на прва, малку имаме литература за млади. За тоа кај децата малку станува подобра работата, меѓутоа за млади сме се уште
Може ли оваа тема да ја ставиме за следно Се разбира. бидејќи младите секако заслужуваат внимание, вкусот се гради од малинуза, но мораме да имаме континуитет. Така. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Француски камп во утрешното издание на утринската програма ќе го доделиме за нашите гледачи, а ние заедно ја заокружуваме емисијата, може така.